Сиромаштијата е родител на револуцијата и на злосторот, рекол славниот учител Аристотел уште во давнина, поучувајќи ги лидерите на древна Грција, дека богатството и славата треба да бидат споделени со плебсот, ако сакаат мирно владење. Така и во наша модерна Македонија. Промената на власта, која носеше многу надеж за граѓаните, надежта лека полека почнува да се топи и економските резултати доаѓаат побавно од очекувањата. Но едно предизборно ветување, кое беше важно за можеби најранливата категорија, сега е на пат кон негова реализација. Како и дали ќе ги даде очекуваните ефекти новиот закон за извршување, измените на новиот закон, со кој се намалуваат трошоците за извршителите. Дали новиот закон пак за отпис на камати за неплатени сметки до 2011 ќе намали агонијата на сиромашните. Ќе има ли мораториум на извршувањето и ревизија на работењето на извршителите? Што носи новиот закон? Вечерва во 24 отворено на оваа тема дебатираме со заменик министерот за правда Оливер Ристовски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Господинот Панче Минов, пратеник, подносител на законот кој вчера мина во собранието за бришење на каматите на долговите на одредени компании. Маријан Ристевски од Конфедерацијата на независни синдикати. Добра вечер и за вас. И господинот Славко Лазовски, економски аналитичар и дел од граѓанските сдруженија кои што долго време се занимаваа со оваа сфера. Да почнеме поред, би сакал вечерва со она што е најтазе овие два дена. Малку денеска ќе одмориме од политика, но ќе имаме доста економија. Ристовски, законот кој што мина вчера во собранието се однесува на одреден број на компании, фирми, меѓутоа на доброволна основа е она што се вели отпишување на каматите. Како Министерство за правда го знаете, бевте ли запознати со проблематиката и со тоа што ќе донесе овој закон и како тој ќе се одрази? Добро вечер до вас и до гледачите. Тоа е така наречен пратенички закон. Значи, пратениците го спремија тој закон. Пратеникот Панчо Минов е главниот иницијатор, заедно со пратеничката Сонја Мираковска. Правда не беше директно инволвирана, но правда помогна. Во текстот помогна номотехнички, помогна правно за да се среди убаво текстот и идеите што ги имаја пратениците да влезат во една законска рамка. Кога оди пратенички закон, тој мислам беше поскратена поставка, ако не се лажам, не знам точно, па беше неколку пати враќан заради одредени делови во законот. Не се барат мислења директни од правда, меѓутоа правда беше цело време во тек. Што мислите за законот? Доволно ли е важен? Има ли силна финансиска импликација што ќе биде од бенефит за одредена категорија на граѓани? Ќе биде од бенефит секако. Колка е финансиската импликација? Имате ли пресметки? Точно не знам точно колку е финансиската импликација, можеби пратеникот Панчо Минов подобро знае од мене тоа. Тој закон дојде природно поради одредени наталожени претходни проблеми. Тоа е оној период кога во судовите беа предметите за извршување, кога извршувањето одеше преку судовите, па после тоа наеднаш преиде кај извршителите со еден пресек, мислам дека е 2011 1 јули, ако не се лажам, и од илјадници предмети. Значи стварно десетици илјади предмети, да бидам попрецизен, влегува наеднаш кај извршителите. Не знам ни колку е успешноста, мислам дека е минимална на нивната наплата. Споро одеше извршувањето, се таложија само каматите и трошоците и природно дојде до овој закон. Добра идеја, одлична идеја на пратениците, Министерството ја поддржа целосно. Добро, Минов? Прво, јас сакам да го поздравам организирањето на оваа емисија од вашиот медиум, затоа што препознавте во законот за отпис на камати за комунални долгови и за долгови од услуги од јавен интерес една значајност и битност за една голема структура на граѓани кои што за жал има, а една исто така огромна бројка и
актуелно има проблеми со наплата на овие комунални долгови и долгови од услуги од јавен интерес. Сакам да ви поздравам гледачите на оваа емисија, посебно моите кавдарчани и тиквешани. И накратко, бидејќи многу време е во собраниска процедура, за жал, што по-брзо ќе се донесеше, имаше по-ефективни позитивни последици за овие граѓани должници, но еве светлото на денот го дочека на вчерашниот ден и тоа е многу добра работа за едно квалификување на закон за граѓаните од пратеници, значи предложен од парламентот. Како иницијатор на овој закон ме поведи една многу голема неправда, која што ја уочив и со моето стапување на мандат во овој состав на парламентот, ја веќе преку Институтот пратенички прашања покренав, а потоа ја инициирав во собраниска процедура. Тоа неправда е дека без вина на овие граѓани, заради нефункционирање на системот на извршување предходно во надлежност на судовите, а потоа од 2019 година, од 2011 се извинувам, пренесено на овластените извршители, па тоа потоа сукцесивно неколку години, 5-6 години се само менјаваше во делот на годините на стапување во сила. Има една многу негативна резултанта во делот на превисоки камати и пресметување за овие должници по основ на комунални Извинете што ќе ве прекинам, да, тоа е така, но кога го прочита вчера законот вели на доброволна основа фирмите ќе се откажат. Зошто е потребен закон за тоа ако тие на доброволна основа се откажат? Значи некој може да не сака да се откаже, па нема да се откаже од каматите. Тоа е прво. Второ, тие и досега, доколку дојде граѓанин во, не знам, во ЕВН, во водовод, и ако сака да се договори да го плати главнината, најчесто ќе речем компаниите излегуваа во пресрет на таквиот тип на должници кои решиле да го признаат својот долг и да ги вратат каматите. Каде е тука облигацијата? Доброволната основа е вградена во законот за да има правна основаност самиот закон, затоа што ако не е така, тогаш би се спротивставил на важничките позитивни прописи, посебно законот за облигациони односи, каде што уделот на приватните компании кои се даватели на комунални услуги, че имаме еден судир на правото на собственост и правото на располагање со по тогаш важничките прописи стекнатите права конкретно за правото на заради ненавремена наплата на камата. Но ние одевме фронтално во припрема на законот. Имавме неколку средби со посредство и на Министерство за правда и на премиерот на владата со главните доверители. Главните доверители Елем, Евана, преку ЗЕЛ со неколку градоначалници кои се основачи на јавните комунални предпријатија, и имавме средби и со Телеком и со ОАН. И таму ние наидовме на едно расположение во кое што, иако на доброволна основа, има ради објективни причини што напред ги кажав, затоа што имаме на вистина без вина на граѓаните состојба да плаќат енормно високи камати. На тоа поврзано и важечките закони за извршување во делот на правото на пресметување на трошковите за извршување, кои што без малку беа оставени во надлежност на комората на извршителите, со некоја согласност на нивната тарифа ја одобрува Министерство за правда. И тие со една лепеза на надоместоци и награди, кои што у еден налог за извршување, ако се виде, има околу 15-20 позиции. Испаѓаше дека како надоместоци за извршување, така и надоместоци за извршни действија
беа превисоки, преголеми и големо оптерење. Ќе дојдеме и до тоа. Тоа се регулира и со новиот закон кој што е во процедура. Ристевски, како вие го гледате вчера донесениот закон со кој се ослободуваат граѓаните од плаќање на камати? Некои ќе рече тоа е за поздравување, бидејќи одредена бројка секако ќе биде опфатена со тоа. Видите, на прв поглед, кога ќе го види граѓанин законот и по одредени портали кај што пишуваат, конечно граѓаните се ослободуваат од каматите. Меѓутоа, верувајте, тоа не е ништо точно. Ние уште при првата фаза кога беше на донесување на овој закон, како представници на граѓански здруженија на синдикати, бевме присутни на Собраниската комисија за финанси. И уште тогаш укажавме на одредени неправилности на овој закон. Со донесувањето на овој закон ние тврдиме дека се легализира, не сакајќи или сакајќи се легализираат одредени сметки што ние тврдиме дека се застарени и дека треба тој долг да не постои. Знаете сега, ние сме разговарали со извршителите. Има и кај нив можеби некој веќе грижа на совесите да не може да спијат мирно и ни кажува измеѓу кога имавме на тие дебати зад камерите што се вика. Барајте од владата, барајте од собранието, нивното кажување беше, а тоа беше и наше. Да одредени предмети што се доставени до нас од 90 и некоја година ги чуваме по филки. Буквално со донесување со овој закон сега тие само ќе ги легализираат. Не може со овој закон да се легализира нешто што граѓанин да плаќа што не треба. Значи замислете со овој закон сега да кажете тие се застарени веќе и воопшто не треба шаве. Обтужени, тие се треба се фрлат и плюс овој закон е дискриминирачки. Ако имаме упреди дека Македонија граѓаните е уставна категорија кај што е социјална држава и сите граѓани се еднакви, овдека се врши дискриминација и селективно со донесувањето на овој закон. Ние што е добро во овој закон ќе го поздравиме. Меѓутоа зошто веќе ако одиме, значи ние у старт кажуваме дека овој закон е дискриминирачки, не е во ред. Зошто се офатени само одредени јавни претпријатија и дури и приватни има повеќе? Што и смета на владата, еве ние на пратениците јавно кажувавме. Со еден декрет владата или собранието, не знам кој како е поставеноста да нареди, управните одбори со кревање на два прста по сите јавни претпријатија што се под национално ниво или под општинско ниво, со едно кревање на два прста ќе донесеа дека сите камати се порано имаше тоа до предодреден период. Управниот одбор на крај на годината носеше одлука дека сите камати што се бришат ги повикуваме граѓаните да го платат главниот долг. Ова е нешто несакање, или еве јавно ќе прашам господинот Минов, ќе го прашам. Како ги најдоа овие само предпријатија да важи, да не ги читам, телефонија, комунални работи, водовод, одржување на згради, пази, сте ги нашле и наводнување и одводнување на земјиште. Одлично. И јас имам во нашиот состав во синдикатот, земјоделски синдикат и сакаме. Вие со ова се сакате да се удварате ли на таа категорија земјоделци? Како го најдовте тоа? Значи како не ми е јасно, верувајте, како ги извадивте од бубањ, од шешир, како за овие фирми ова важи, за овие фирми ова не важи. Знаете дека имам предмети од граѓани кај што реагираат. Само дадеме простор да одговори на Минов кој што беше прозван. Господин Минов, зошто само овие компании и како овие фирми? Како се одбирани овие фирми за да важи овој закон? Не ми јасно мене. Јавните комунални услуги представуваат 80% од така наречените стари долгови. И работата на извршителите е исто така со 90% опфаната со работа со овие предмети. Тоа беше критериумот за Ристевски, да му кажам, дека ние сме пратеници, јас конкретно, и застапувам граѓани. Од тие граѓани потекнати проблемите и интересите што треба да ги разрешат, беше критериумот за опфатот на кои услуги треба да се однесува најчестите стари долгови по основ на комунални услуги. Тоа што се овие услуги опфанати, едно од најголемите давачки, што се вика, на граѓаните земјоделци, точно е тоа е за наводнувањето, заради лошите законски прописи, повторно без нивна вина се осудени, така да кажам, да плаќат нешто што или него користеле по основ на тоа што влеват во некоја зона што е под систем за наводнување, а не наводнуват. И
Овде имаме една состојба да за ликвидирани водни заедници во стечај масовно, без некоја стечајна маса друга, праќат стечајните управници практично видеат прво кон тие должници. Тоа беа критериуми. Иначе да одговорам за ова, не е точно дека се легализираат сметки кои се застарени. Тоа го Ристевски експлоатира цело време во јавните расправи. И ја повеќе пати му кажувам нему, а сега ќе кажам и на јавноста. Не случајно е одреден рокот 26.5.2006 година. Значи, до 26.5.2006 година, кога заклучно со тој рок има донесено решение за присилно извршување. Тоа е рокот во кој што е надлежноста на судовите да ги носат решенијата за присилно извршување. Втор услов е истите да се трансферирани кај надлежен нотар ако не се правосилни или кај извршител ако се правосилни. Што тоа значи? Тоа значи баш ова што Ристевски го кажува, дека предмети кои што нема донесено решение за присилно извршување до заклучно од 25.6.2006 година се апсолутно застарени по законот за облигации. Денеска сме 2018 година, 11 месец. Тоа е над 10 години од правосилноста. Шом на правосилна пресуда, у најголем случај решение за платен налог. Нема донесено решение за присилно извршување, односно не отпочнало извршувањето, а има поминато 10 години рок. Не влегло во постапката. Не влегло во постапката и сите тие предмети нема што да се вадат од фијока, нема што да се легализират, тие по автоматизам со овој член 1 веќе се бришат. Добро, задоволувачки одговор? Не ми е јасно, не. Први не одговори господине зашто овие фирми се одбрани, очигледно по кој имал поголемо влијание, кој делувал на претениците, ќе го ставиме наводнување, јас кажав, немам ништо против што е фатена таа категорија на земјоделци, кои што имале очигледно долг во минатото и сега со камати е натрупано и сега на тие луѓе. Земјоделски крај е пратеник. Ама вие сте пратеник не само на земјоделците, на сите граѓани. Значи сега треба вие сите со ова што го зборите, сите останати пратеници го обвинувате дека тие не се интересираат за нивната категорија на луѓе, само вие се интересирате за земјоделците. Затоа ние реагиравме. Јас ќе ви кажам, овој закон дискриминирачки. Не е точно дека нема да се легализираат. Пазите, че ве држиме за збор дека викате нема да се наплаќаат сметки, тврдите пред цела јавност. Слободно. Добро да видиме, дај Боже да е така, меѓутоа не верувам. Не верувам дека е ова така. Они се уште се вадат дека намерно на време оптужиле, сите јавно кажуваат дека печатите шетани се од судот по јавните предпријатија, запазен е рокот на оптужување и сега сите тие ќе почнат да се спроведуваат. Едно да ми кажете сега, ви тука е заменикот министер. Кажете ми сега овој закон е донесен. Како сега граѓанинот ќе знае, како јас ќе знам или било кој граѓанин на државата дека има долг во оваа држава по овој закон вие што го донесовте. Кој е првиот чекор, кој ќе извести? Првиот чекор во рок од 15 дена треба доверителот на управен одбор што се повикува он, законска обврска е да се произнесе. Дали го прифаќа со одлука отписот на камати или го одбива. После тој рок од 15 дена, он е должен да прво го извести со препорачна пратка должникот, дали му го прифаќа и сега на таа одлука која ќе биде објавена во неговата службена на веб страна, се остава рок во кој што ќе биде обавестен прво должникот во рок од 10 дена и ќе биде известен надлежниот извршител во рок од 8 дена во случај да по членовите 73 од Закон за извршување и членот 93 од Законот за нотаријат да го ја пониште потврдата за присилност и извршност на извршната исправа што ја донеле. Тоа значи дека јавноста ќе биде многу застапена, јавноста ќе ја диктира делот што се вика доверител, бидејќи она воде оваа постапка, доверителот е главната странка, он во рок од 15 дена, беше 10 дена, на нивно барање го направиме 15 дена. Во тој рок он треба да донесе одлука. На таа одлука ќе донесе позитивна или негативна, во тој случај ќе почнат да се поднесуваат барањата од должниците. Должниците имат период од 12 месеци, во тој период од кога е донесена одлуката, со доказ дека му е платен главниот долг и трошоците.
за извршител, нотар и за адвокат, ако ги платят тие трошоци, во тој случај тој го остварува правото за отпис на камата и во натамошната постапка тече со обврска на доверителот да го извете извршителот дека треба да запре постапката за извршување. Многу јасно. Само кажете ми од која година ќе важат на пример во ова што викате ви испод 2006 година не важи ако да се врши наплата. Кажете ми од која година по овој закон ќе почнат извршителите или доверителите да бараат пари на граѓаните. Кажете ми пред цела јавност, пошто кажувате јавно по член тој. Кажете дека сметка ако има граѓани од 2005 година не важи по овој закон. Одма да кажете ми годината наназад од која, бидејќи граѓаните имаат сметки што уште ги должат од преку од 90 и некоја година. Кажете ми која е почетната година што граѓаните барем мирно да спијат до 2005 година, уназад тие сметки што биле не важат. Која година кажете ми за сметки? Може да се вклучи и заменитот после. Да, ве молам, ајде. Вас ве прашувам. Кој било нека ми одговори. Која е годината? Најверојатно ќе треба поедноставно да збориме, не со правнички термини. Немаме проблеми со правнички термини. Година, кажете ми, народот да разбере. Кажете ми на граѓани на кои има сметка 2004 година дека не важи таа, нека ги фрли слободно корпа. Кажете ми ја годината, еве вие, пошто знаете, еве ја не знам. Која година? Ама граѓани ако има сметка 2016 може да ја фрли у корпа, затоа што застарува за една година ако не се удуши. Кажете ми, еве вие сами министер, која година ја земавте за пресека? Да не мешаме баби и жаби. Ние сме имале многу состаноци со Маријан, знае он и кај мене во канцеларија. Многу бука, нема да го реши проблемот. Полека. Вака е сега. Утужувањето е во една година за овој тип на сметки согласно Закон за облигациони односи застаруваат. Тоа е утужување за една година. Извршувањето е во рок од 10 години да се поднесе на извршување од моментот на правосилноста и извршноста на сметката. Значи, тие работи треба да ги разграничиме. Маријан вели ако имате сметка. Ако има сметка од 95-та, ништо. Застарена е. Да. И од 2016 ако има му е застарена. Ама ако има решение судско кое е правосилно извршно и во 10 години поднесено на извршување било во судот или кај извршител, тоа не застарува. Извршувањето може да трае со години. Јас извинувам, не галама, па ќе правам галама. Ништо вие тврдите, ништо не се правно. Ова е правилно одговор. Ајде ја да. Ова значи дека и за сметка од 2003 доколку има судско решение кое што има судска извршба, така и е правосилно извршено. И влегува во 10 години во извршување. 2004 влегува во извршување и со овој закон, но се отпишуваат каматите. Добро. Господин Лазовски, не влегло во извршување, готово. Тоа е. А кој ќе утврди дали влегло во извршување? Многу граѓани лесно. оди кај извршител му и дај ми извршна Ќе има извршна исправа, нема. Вика барај во системот. Во кој систем да бара? Ова ствара забуна, верувајте. Еве, дај Боже вие да сте во право. Времето ќе покаже дека ќе направите хаос и уште бетер. Меѓутоа народот това нема повеќе да го стрпи ако повторно се прави варијанта. Постои ли некаков регистар каде што ова све ќе може да се види и да се знае за никој да не биде збунат кога ќе отиде по шалтерите, да не биде збунат ни шалтерскиот работник кога таму ќе го прашаат дали мојата сметка е утужена, добиена, не е добиена и така. Како регистар јас не знам дали постои или не, али можам да ви објаснам како дојде до овој закон и до тие датуми и слично и зошто се офатени овие. Горе доле го објаснивме, не многу е просто. Пратеникот Минов го објаснуваше беше повеќе кај пати. мене, ние извадивме анализа од кој тип се овие побарувања на компаниите. И се ќе ви кажам точно. Околу 90.000 предмети се евана. Поранешна ЕСМ, сегашна евана. 40 и нешто илјади се за вода, 25.000 отприлика предмети се неплатени закупнини за станарини према ПУИК или претходно стопанисување со стамбени деловен фонд и слично. И на тој начин се извадени овие групи од доверители на кои се однесува законот. Евана има точна евиденција по име и по презиме кој за што должи, за кои периоди, кои сметки, кои фактури, дали се утожени и дали се дадени на извршител. Точна евиденција. Значи јас имам видено лично. Бидејќи они беа да разговараат со Иван и јас. Дека фирмите ќе имаат таа евиденција. Имаат точно. Граѓанин, заместник министер, кажете ми во топлификација што уште праќаат посадучиња, не постои каква евиденција тие имаат?
Кажете ми, граѓани ќе отидат, добиваат никакво писмо, праќаат штанцани на машина и сега граѓани ќе отидат топлификација. Значи ние ги видовме кој ќе отиде се у топлификација, у тие собите ги пишува 205, 206, вака му се врти, не знае кај дојде и вика, тоа сам ја, ти должиш, каде да видам, ништо не знае. Добро. Дајте ми тужба дека ме оптужи, ме сваќате како зашто не сте ставили тие. Само да кажам дека тука во студиото имаме и од здруженијето, луѓе од здруженијето Нопа Саран кои што долги години бија битки со БЕК и со топлификација, ќе можеме да поразговараме во текот на емисијата и со нив, но претходно имам должност еве и да му се извинам на господинот Лазовски дека не го вклучивме досега во емисијата, но се разви тука една жестока дебата. Господин Лазовски, ја следевте и текот на ова мини дебата во однос на овој закон. Како вие го цените генерално се во ова што се кажа тука? Овој закон ќе реши сосема мал дел од проблемите и нема да ги реши суштинските проблеми на извршувањето. Нели, каматата е само еден дел од долгот и од трошоците на извршување. Можеби тука можеби најмал. Второ, обемот е сосема мал, но можеби некој од должниците ќе најде решение, односно спас и во овој закон. Ако велат околу 160.000 сметки станува збор, ако добро пресметам, не е толку малку, се веќе 160.000 сметки кои што треба да се или повеќе. 200 и нешто со 200.000 велат дека се. Овде може би решение ќе дојде ако Уставниот суд ја прифати иницијативата дека со измените на Законот за извршување во 2009 година има една одредба таму вели со преселувањето на предметите од судовите во приватните извршители се прекинува застарувањето. И сега тука ми се чини ако Уставниот суд најде храброст, можеби ќе реши добар дел од проблемите околу овие предмети кои се пренесени фактички од судовите. Тоа би било мечот на Александар ако за да повлече една поширока лепеза на ослободување на граѓаните од сметките. Или ова што Маријан сака да го каже, да испрати пораката дека има и предлог закон во кој вели сите долгови кои се пред 2014 година со закон да се прогласи застарување. Токму овие во кои со законот за облигационите односи рокот на застарување е 1 година. Само тие долгови. Значи тие долгови што настанале пред 2014 година сите со законска сила да се прогласат за застарување. Но простете, сите овие закони и вака кажани носат и една правна нееднаквост, ако сакате, и несигурност кај граѓаните, пошто ќе повлечат прашања од типот зошто јас да плаќам ако отпишуваме долгови или сметки кои што се 1, 2, 3 или 5 години стари. Значи, оваа категорија на сметки што е направено, гледате 90-тите, почеток на 90-тите и крај на 90-тите, граѓанин значи не е виновен. Која е таа дискриминација? Има граѓани кои што работеле, така, и одеднашка фирмата пропаѓа. А имате граѓани кои што работеле по фирми, да не ги именувам, цеметара, по пивара, Фершпет, кај што земале па стотици илјади акции, денари, така, евра да кажам. Тамо не е дискриминација. Овие луѓе се оставени без парче лепи избркани. Како сега да ги земам Охис, Еврокомпозит, Колска Велес. Има од овие фирми некој 5 месеци не земал плата, некој 10 месеци, некој 2 години. И сега видите овие луѓе, не е дискриминација, тие луѓе оделе, работеле, не земаат плата. И тие луѓе сега исто влагаат во овој кош. А некои значи што имале средства, што се погодиле, среќата им била таква по одредени фирми, предпријатија, земале енормни суми на пари. И тој нормално ќе плаќаат. Луѓето останати беа овој период кога не ги плаќале сметките, немале пари, одеднашка избркани на улица. Цели фамилии, деца школо, каде да платат? Кој не сака да плаќа? Кој? И сега носат, и сега транзицијата носи таков вид на неправди кои што веројатно не можеме да ги оправиме сите во сакам да кажам не дискриминирачки. Нека ми кажат еве господа овдека само еден, зошто не е ставен она која е нервозата кај граѓаните? Не може да важи овој закон за одредени фирми, некои не. Зошто не ги стават барем јавните предпријатија? Еве го, замени министер спомна, си за становање. Градски паркинг, ЈСП. Еве го предмет еден. Градски паркинг. Женачка некоја возрастна. Оставила колата, не платила, заминала. Еве го, 7.000 и нешто до нотаре стигнат, ако ќе стигне до извршител 20.000 за 25 денари. И сега зошто
ове да плати 7.000 ове граѓани или 10.000, не може ли да донесат управа, да го стават во, или немало, како што кажа господинов пратеник, немало лобирање за тоа. Господинов си завршил работа од земјоделците, еве ги собрал од кавадарци од тоа, браво. Ја не викам не браво, одлично, така се бори за својот граѓани. Секој пратеник треба се бори. Дали тоа значи од останатите пратеници, јас јавно кажав на собраниска комисија, убаво звучи овај закон, меѓутоа суштината е катастрофа. Еве не знаат да објаснат од која година. Ако е оптужен, ако не е оптужен. Да. Ова се решава или да се реши ние како што бараме со отпишување на долгови на камати, или ова се решава со народ на улица. Другшие не се решава, верувајте. Добро, За Ристовски жал ова е. само ќе Еве јас ќе кажам, очигледно премиерот нека гледа. Да. Само што ова да кажам. Веќе кај пратениците, кај одредени министерства, веќе дојдени сме при крај со живци со нерви. Манипулирање цело време, година и пол, две. И за еден ваков закон никаков да го кажам, зошто се чекаше 2 години, година и пол. Можеше ова се донесе у првиот месец. Премиерот очигледно, мене ми е жал што сите обврски на негов грб се удираат. Мора да се заангажира. Ние јавно ќе побараме уште средба кај него. Ако ова не се реши, верувајте, народот веќе е зовриен. Добро. Ќе мора на улица да се излезе. Морам да интервенирам. По однос на обсегот, ние не велиме како пратеници, предлагачи на овој закон, дека ние не можеме да го прошириме обсегот и на прашањата кои што се за долговите по СИЗ за станување и од јавниот сообраќаен превоз. Или паркинг. Или паркинг. И таа работа... Или прекршоците се Не, тоа е друга категорија. Не, тоа е друга категорија. Тоа е друга категорија. Ова се давање на услуги, од корисник на услуги, не го извршил редовно плаќањето, ова со прекршоците е прекршок. И сега, ние, донесувајќи го овој закон, тука е Марија многу управо и Славко, ние имаме на ваквите предлози и од нивните здруженија, да го прошириме со измени и дополнување на овој закон, обсегот и на тие, ние веќе го проширивме со радиодифузната такса, нема никакви причини овој закон да го прошириме и на други услуги од типот на ова што они го... Но што е проблемот тука? Проблемот на прашањето е многу суштествен. Тоа го спомна Славко. Да се однесува на представникот на владата. Одредбите што се во законот за облигација за застареност се преземени од стариот закон на поранешна Југославија. Тие се многу рестриктивни у однос на договорната страна која навремено не ги извршила обврските, а точно тоа има и многу објективни причини, еве кај што е во нашата држава од стечај и останатост без работа и така натаму и така натаму. И сега, таму треба да се делот на прекинот на застареноста на ново уреде и да во правниот сообраќај се воведе една сигурност меѓу договорните странки во која што застареноста ќе биде многу битен фактор на правната сигурност во сообраќајот помеѓу две договорни странки. Тоа значи дека мора да се намалат овие рокови, што сега ги збориме, и во исто време треба да се ререгулира делот на прекинот на застареност. Тоа е законот за облигациони односи, не е овој закон. Ова што Маријан го збори, таа работа е за владата. Ние не можеме да регулираме како пратеници прашања кои што се врзани со отпис на долгови и на назад. Не е тоа улога, бидејќи тоа предизвикува финансиски импликации каде што мора некој тоа да го надомести. Хрватска донеси таков закон. Добро, ајде да му даеме простор сега на Ристовски да ни каже зошто нема поголем опфат во законот. Во овој закон? Да, во овој. Тој не е владин закон, тој е Не, закон не, на пратеници. Јас не можам да кажам. Рековте дека учествувавте во подготовката, во одреден помош, како а во Министерство таа за помош правда, веројатно јас можеше да дојде и сугестија дека треба да опфатиме повеќе. Значи на тоа прашање одговори пратеникот Панче Минов. Ова се коси со законот за облигациони односи. Значи доколку ова сето што го чувме вечерва влезе во еден ваков закон, тоа е спротивно на позитивните правни прописи, особено законот за облигациони односи. Значи, граѓанскиот пакет на закони во Министерството за правда ќе се отвори во 2019 година за евентуално предлози за измени. Тука е целиот пакет и парничната постапка, ќе биде и стварноправните закони, облигациониот закон. И овие предлози треба да се земат. Видите, тој е двотретински закон.
Тоа е сршта на граѓанското право. Законот за облигационите. Овие измени што ги најавува Минов, дека би можеле да дојдат во евентуален опат, вие би ги поддржите? Можеме да ги дискутираме. Во делот на застареноста можеме да дискутираме. А во делот на опфатот на компаниите кои што би биле во Не може со облигациите да се реши опфатот на компаниите, може да се реши застареноста, па они да го прошират овој закон. После тоа, на други. Ако го решиме претходно во облигации, иначе во облигации опфат на компании не можете да решите. Ама облигациониот закон е многу прецизен тука. Застаруваат за 1 година, ако во рок од 1 година не одат сега кај овластен нотар. И многу е просто. Многу е просто. Битно за граѓаните и за овие присутни овде представници на невладените. Ние имавме многу интересна комуникација со Евана. Евана е спремна ова што го барат и господата од невладениот сектор да ги отпише и долговите на покрај каматите и долговите овие кои се до 2006 година. Таму јас констатирав како пратеник дека имаме во приватизацијата на ЕСМ еден договор меѓу ЕЛЕМ и ЕСМ на наплата на стари долгови по процентуалност 50-50%. Што значи 50% за ЕЛЕМ, односно за државата, и 50% за Евана. Тоа им представува многу голем терет за редовноста на плаќањето на тековните сметки за струја. И они имат деловна политика, како викам они, мислам и на Телеком, мислам и на Евана, да 90% наплата значи отпис на сите други ненаплатени побарувања кои што се спорни или од категоријата на сиромашни под ризик граѓани. И ние сега иницираме како пратеници, исти пратеници, пак предводени од мене, Сонја, Реджаил, иницираме да до владата поднесовме званична иницијатива да се направе посредување во кое што ќе се дојде до анекс на овој договор, во кој што, како што се слага Евана за отпис на долгот покрај каматата, да настане и од ЕЛЕМ, односно јавното предпријатие, отпис на камата. И тука сме на многу добар пат да таа работа ја решиме позитивно во делот и на долговите, не само камата на овие услуги. И исто така, изразувам спремност за овие предлози, мислам дека се издржани, има и други предлози кои што сега не ги спомнуваат представниците, кои доведе до крај да се опфанат во тоа отпишување на камата, но наидуваме кај доверители кои што не се слагат со таа работа. Но, јас пак ќе го спомнам, примерот со Хрватска и со Косово, кои што донесоа нешто слично што го предлагат представниците на невладениот сектор. Они донесоа отпис на сите долгови постари од 3 години назад. Тоа го направија со една нова социјална политика, бидејќи Хрватска во Европска Унија, каде што со користење на фондови од Европска Унија уведуваат пакети за решавање на социјалната сиромаштија и со тие пакети, меѓу другото, имат договор со сите доверители да извршат отпис на договорите кои и онака како долгогодишни влеват во доменот на спорни и не можат да ги процентуално исплатат. И тешко исплативи им смета на тековна наплата. Добро. И ние тука треба тоа да го исто примениме во Македонија, затоа што, али таа работа е на влада. Добро, направивте ли вие една симулација за тоа колка ви се овие камати, во смисла на одредени сметки, ако е за 10.000 денари, колку може да фатат? Секоја ден правиме, секоја ден граѓани комуницираат. Колку тоа ќе ги ослободи граѓаните, да речеме? Секоја ден граѓани комуницираат и секоја ден на сметка од 3.000 камата е 13.000. Нема што да правиме сметка друга. Значи, камата е катастрофално превисока и ова е многу голема работа што постигнаме. Не е целосна, се слагам со Славко, не е и за долгот, не е ништо кај што вика Маријане во грешка или тоа го збори од своји причини, но ова е голем успех што од почетокот на поднесувањето на тужбата до денот на исплатата целосно се отпишува камата за стари долгови. Плюс делот на
по важечките прописи утврдените трошкови за извршување се намалуваат за 80% по предлог на овие представници. И повторно они викат не е ништо. Ајде да ги прашаме малку сега и граѓаните тука да видиме какво е нивното мислење. Во кој прв би се јавил? Да, благодарам. Маријан Силев. Би сакал да прашам господине Минов, тековните са извршување што се, значи веќе во тек што се. Дали моментално ќе се укинат и тие камати, значи веќе Позани се борбата. значи прекинуваат, значи автоматски. Да. А некој веќе што има исплатено тој долг и камата што има, Ако он исплатил одреден долг и тој долг ги надминува овие сега поволности, да кажам, што ги има, ретроактивно дејство нема, бидејќи така е пак по друг закон, управниот систем кај нас едно од основните правила е немање на ретроактивно дејство. Но ако он, например, по било кој основ извршил исплата и со вие сега, да кажам, ослободувања од камата и ослободување од трошкови за извршување, веќе му се од делот што го исплатил му се исплаќа и долгот, фактички прекинува постапка. Ако ви е тоа прашање, токму. и како ќе се реши проблемот со извршителите, што сите тие решенија ги чуваат во фиока до последниот момент кога треба да се издаде. Значи, додека го чува он во фиока, си стоат каматата си тече. Сега може да го чува колку што сака, затоа што веќе колку и да го чува камата не може да тече, бидејќи камата веќе е ослободена, а трошковите ќе му бидат од тие што ги пресметал он во налогот за извршување, кај што ставил колку за адвокати кои се не мали, значи многу високи трошкови и неговите трошкови кои што ги ставил, сега веќе ќе бидат 80% намалени, односно ќе бидат 20%. Па сега да не бидиме... Да не створиме забуна. За која фирма, за кој доверител се извинувам прашувате? Еве прашувам лично за себе, имаме тука За која фирма? Доверителот кој е? Кај должите? не доверител. Јас сум према фонд за здравство, него сакам општо сакам да кажам. За фонд за здравство ова не важи, ќе си платиш камата колку што имаш. Да. Ова не важи за фонд за здравство, за жал. И би сакал тоа. Ова не важи, господине пратеник. Он ќе си плати, баш не знам дали овој граѓанин што ми се уваше на телефон. 20.000 има долг према фондот, со извршител 80.000. 90. И како сега ова категорија на луѓе? И само сакам да кажам уште и реакцијата на Маријан треба да насочите сега кон... Ама што сме ние виновни, дали са да го фатиме министерот за гуша или вас? Ама он предлага... Како вие кажувате како вие да сте во две различни држави пратеници, а владата е на 176. Ви се молам, ваква... Не викам, како вие. Господине, сакам да ви кажам дека овие правила на намалување на трошковите, што ги направиме веќе со донесениот закон, паралелно со новиот закон за извршување, ама идентично ги превзема и владата во новиот предлог на законот за извршување. Да, али каматата никаде не е пипната, еве полека ќе зборам. Каматата останува големата, така? Ќе си ја плати каматата, не е намалена, не е пипната никаде, така ли е пратеник? Господине заменик, може. Камата не може да тече со ваков тип на закон да се прекинува или не. Тоа е министер. Зашто не го смените тој закон за облигациони? Чекате ли ние како еве граѓаните по стратегијата дали на ние ни да бараме да го тоа? оставиме сега малку да кажеме и во делот на новиот закон за извршување, бидејќи се постави на тоа прашање, па мислам дека тука ќе се развие дебатата. Да, повелете. Сакам само уште малку, уште момент. Кажете ми кој може да направи ревизија врз извршителите, каде што е папката тука, едниот извршител наплаќа извршни дејствија 7.000, а другиот наплаќа 16.000. Еве ги туку папка се документи, можеме да ги презентира пред вас. Значи, по важечкиот сега закон за извршување и согласно измените предлогов нов кој е во собраницка процедура, Министерството за правда врши контрола на работата на извршителите. Тоа е редовна контрола, значи со месечен план, по случаен избор на извршител или по ваша представка за конкретен предмет, кај конкретен извршител. Значи можете да дадете представка за вашиот предмет, со бројот на предметот кај извршител, не знам, НН, да кажете за што се работи, се оди на вонреден надзор кај тој извршител за вашиот предмет и ќе добиете записник од извршениот контрола. Тој може да ви служи за евентуална судска постапка.
ако сакате да водите, ако сметате дека се оштетени вашите права. Јас мислам дека не знам тоа како дека ќе се реши така лесно, зашто самите извршители, јас сум бил присутен таму кога сум разговарал, доаѓа ситуација странката што е странка, не странка, него вработено лице кај извршителот и му кажува: господине извршител, пример давам сам, господинот Маријан Ристевски, тука е запишено колку, вика може слободно пиши му уште 3000 плюс таму, вика во извршни услуги, плюс 3000, вика он има пари, он ќе плати. Значи тоа го имам со своји уши слушнато и пред мене кажано, тоа сакам да го кажам. И друго, кога дали ова сето можам јас да го доставам кај вас во Министерство во правда и кој има цело одделение кое врши надзор и работи под овие преставки. Сум барал по институциите, извинете, сум барал по институциите, особено кај народен правобранител. Не сум бил, уопште не пречекам кој што треба таму. Не сакале ни да не се слушаат. Прво, а не па понатака да правиме нешто ново. Можам да ви кажам дека биле во Министерството за правда? Не сум бил во Министерството за правда. Значи денеска ми го доставија планот и распоредот за редовен и воден надзор за декември. Јас точно знам кај кој нотар извршител ќе се оди сега во декември. Што е под преставка, а што е во редовен? Редовна контрола. Добро, значи, слободно можете да го направите. Ако вие утре можете со документите да отидете директно во Министерството за правда. правда. На шалтер ќе добиете бројче, нели, кога ќе ги предаете, преставката оди во одделението и се оди на надзор. Не, али јас мислам дека граѓанинот покрена една многу важна работа, камата таква, како што спомнува тој, на долг за здравствен придонес би требало да биде предмет на преиспитување, бидејќи во случајот сега нема никаков, како да кажам, нема никаков интерес од страна на јавната институција Фонд за здравствена заштита да приходира од камата со таков износ во однос на долго што го има за неплатен здравствен придонес и сметам дека со встапувањето во сила на новиот закон, како што јас го читам, че го уште еднаш од овој аспект скренам собственото внимание да во такви случаи предвидувањата што се да не дојде до извршител, тоа е опомената за исплата на долгот и тоа е во однос на постапката кај нотар да се има можност да самиот должник да си ја регулира работата со доверителот, да не дојде до извршител кој што пак по закон е обврзан да го применува ова фамозно што го збориме одредби од Закон за облигациони односи, кај што не може ни влада, ни правда, ни никој да интервенира во однос на пресметувањето на така превисоки камати, кои што се, верујте ми, во однос на договорни односи кога имаме правно лице и кога, како што е фондот, и кога имаме граѓанско лице, се превисоки и многу изедначени со каматите кои се пресметуваат у деловни договорни односи, кои се таму по референцијална стапка на Народна банка превисоки и за тоа на граѓаните им идат премногу. Тоа мора да се измене. Еве и од финансите. Да. Не, само Лазарски да го чуеме, ве молам. Од грабија народот да се измени уште не се измени. Господинот го поставува, кажува друго нешто. Ние предлагавме извршителите да ги назначува председателот на судот на општината, а не министерот за правда, бидејќи он има премногу сегашните решенија и ова измените предолга рака тука. И сега како неговиот вработен државниот службеник ќе иде да го контролира извршителот кој неговиот министер го постави. Тука е втора работа. Забележив, нека ми опрости заменик министерот, го видел списокот на контроли. Не смее тоа да го прави. Значи, јас потекнувам, нели, мојата област е даноци и таму во контролата, кога се прави, кога се према, само раководителот на одделение и непосредниот извршителот. Такви податоци по правило не треба да доаѓаат до политичарите. А заменикот е политичар. Така. Ја го поканам граѓанинот и ако нема против и мен да ме контактира за овој проблем. Ве молам, во однос на новиот закон за извршители.
кои што измените кои што ќе дојдат, Ристовски е тука, ќе си го каже своето мислење, но сакам прво вас да ве прашам, бидејќи релативно добар, многу подобар од оној што се тркалаше предходниот закон предлог на измени и дека не ги решава некои суштински работи во извршувањето, уствари не ги менува условите на приватното извршување, али има добри решенија. Зошто велам дека не може фактички со овој закон за извршување да создаде поволни услови за приватно извршување. И каде е темелните погрешки во овој проект на приватно извршување? Значи, ние поминаме на приватно извршување без да имаме управни договори, без да имаме експертно мислење, без да имаме екституционален минимум и без да имаме личен стечај или стечај на физички лица. Чекорот што е направен од судот, преселувањето во новоприватни извршители мислам дека неуспешен проект, пред да се создадат вакви услови, гледаме дека... Сега да кажете дека измените се само гасење на пожарот што е претходно создаден? Нужно, нели, не е подобрување, но проектот, извршувањето, приватно извршувањето е лошо поставено во Република Македонија. И ние цело време укажуваме, еве нека слуша заменик министер, никаде, значи тврдаме, никој не ме разбира. Аз сум разговарал со правници, а не сум правник. Никаде во светот двете постапки, и нотарската и извршителската да се приватни. Не разбирате што сакам да кажам? Не може, значи, нотарите да бидат судии. Вие со ова им даваме буквално на нотарите да судат. Тие се суди. Судат вакви прекршоци, судат такви прекршоци. Сега бараат други некои бараат се. А пазите, немаат положен судски правосуден испит. Тврдиме. Немаат. Значи, пази, ние ќе го дадеме овој член на Уставен суд. Значи, извршителите и нотарите тврдиме не се уставна категорија. Кажете ми зошто двете постапки се судски, се приватни. Нотарската, знаете, нотарската само да е вратена во суд. Тогаш граѓанинот ќе плати само 1000 денари колку е судски трошок. А нотарот гледате што става овдека. Гледате. Значи, што става на тоа? Става трошкови еден куп има по тарифникот. Ќе ви кажам како се гради. Не се гради, меѓутоа кажете ми, еве пред цела јавност. Кажете ми пред цела јавност каде во светот окружувањето околу Македонија и судска и нотарската и извршителската постапка се приватни. Цела Европа е така. Цела Европа. Тврдите, пази што тврдите. Цела Европа е. Па ние да го измисливме извршителството. Не. Јас тврдам дека едната постапка 2006 година Македонија измисли топла вода. Не. Пазите, тврдите нешто што... Вас ви кажав, ова е холандскиот модел. Холандски модел, ние да живееме во Холандија, не ни треба уопште ваков закон. Знаеме како. Само уште нешто да го прашам за мене ова пратеникот. Дали се извинувам, вие бевте пратени 2009 година или не? Не знам, не. Значи, гледајте, ако веќе збориме за претходниот закон што е рак рана на граѓаните, зошто, ако веќе викаме нема застарување, пратениците, господата, некој ги научил, во 2009 година носат член, го изменуваат законот за извршување, кај што кажуваат предметите не застаруваат. Зошто метнале таков закон? Еве, вие сте правници, кажете ми, вие сте правник, заменик министер. Зошто? Значи, ова е душмански закон, душмански член метнат 2009 направиле измена. Има измена во закон за извршување 2009. Парламентот донесол кај што вика дека предметите дадени на извршител не застаруваат. Зошто метнуваат таков закон? Дека сите овие предмети сега ние што ви кажуваме, ние што тврдиме корпа ќе завршеа. Сега они со овој член 2009 што го измениле ги оживуваат. Малку тајм-аут да му даеме можност да одговори. Што премногу екстензивен за да може да одговори. Со овој член што го измениле, овдека играт, овој душмански член, овој 2009, значи душмани на својот народ ваков закон нема да донесат. Проверете. Ама се не зборуваме за 2009, зборуваме за 2018. Ама тоа е поврзано. Ова да не го донесле, све ќе било у корпа. Затоа што кажа Славче, дуставен суд и имаме дадено. Многу бука не чини. Значи вака. Не за бука, не може да се трпи. Ја и ти за оваа тема разговаравме долго, неколку пати ке мене во канцеларија. Јас не знам. Дај Боже да има резултат. Ја разбирам твојата желба. По можност да укинеме све ова, никој ништо да не плаќа и да се гледаме у него. Кој вика за тоа? Така е тоа држава. На анархија ние не сега да ти објаснам. Анархија никој не Во однос на законот од 2016 за извршување и нотаријатот, иако не е тема, ама се во исти период почнати, двата со примена, значи 1.1.2017 година, еве, господинот Лазовски кажа. Овде се направени со новиот предлог сите измени
што беа нужни да се направат, да конечно извршувањето си дојде на местото кое било предходно. Едно нормално место. Значи, тргнавме многу одредби, прво, во делот на законот кој оневозможуваше нити полагање на испитите, ниту именување на нови извршители. Тешко одеше со овие контроли што ги разборуваме, тешко одеше со разрешувања и слично. Сега околу бројкиве, што е извршувањето? Велат, зошто приватно? Скоро секаде е приватно. Значи, државата му дава лиценца, затоа е министерот за правда, не е општината или било што друго. Дава лиценца, почнуваат да работат. Да ви ги прочитам бројките, мислам дека ќе се замараме многу, ама од Светска банка се. Doing business, не се наши. Значи, вика, процент на реализација во Република Македонија ка извршувањето изнесува 28,8%, што е повисоко од просекот на Европа и Централна Азија, кој е 26,2%, и повисоко од земјите од ОЕЦД, кој е 21,5%. Значи, еден од најдобри просеци во извршување има Република Македонија со извршителите. Тоа што се случуваше за 5 денари, да дојде до 15.000. Морам тука тоа да не е само проблем на законот. Извинете, морам да интервенирам. Ако вие донесовте закон, измени на закон, со кој се намалуваат тарифите за нотарите и на извршителите од 50 до 90%, така? Значи, ако добро се овој разбираме. Закон не се намалува тарифата. По донесувањето на законот ќе се работи на тарифата и таа ќе се намали. 50 до 90%. Зависи. Да, зависи за кој да, ставки. но 50% е многу, 90% е многу. Значи ли ова дека предходно 10 години, 12 години, тоа било грабеж на населението, ако сега можат за 90% да се намалат трошоците? Кој го дозволил тој грабеж? Значи, тоа треба да ја прашате претходната власт. Не, 12 години. Поред, сакам да констатираме само. Ако можат за 90% законски или со нормално со утврдување на тарифите да се намалат трошоците, еве да ја прашаме претходната власт. Тука е господинот Панчо Минов кој што беше дел и од претходната власт. Зошто тоа се дозволи? Не, таму имате само вака и сега. Тарифата се состои, извршителската тарифа се состои од многу ставки. И стварно, кога ќе ја погледнете, таму имате ставки кои се апсолутно непотребни. Кога ќе ги тргнете тие неколку ставки и кога ќе намалите од другите ставки, ќе дојдете од тие 50 до 60% на неговата награда кај извршителот. Добро, зошто ова тогаш не го направивте порано, уште првата година кога дојдовте на власт? Овој закон не е нов, овој закон е од 11 месец 2017 на ЕНР, се работеше 2018 на почетокот на него по забелешките што ги добивме од сите институции, мораме да ги сочекаме забелешките што се на ЕНР, меѓутоа во тој период ја сочекавме само уште одлуката на Уставниот суд околу задолжителноста на адвокатурата. Тоа беше единствената дилема. Таа дојде во јануари, на крај или февруари. Сега сакам поинаку да ја поставам тезата, сега ќе им прости ова. Ако вие им ги намалите трошоците за извршување за 90%, кој од нотарите после ќе биде извршителите, се извинувам, ќе биде мотивиран да влезе во надплата присилна и така натаму и да ги наплаќа долговите од не мора да се граѓани, нека се и фирми и било што, ако он за својата награда добие само не знам, 1000 денари или 500 денари и не може да покрие трошоците. Тука зборуваме. Ги отварам двете дилеми. Зборуваме за социјално ранливата категорија. Ама ја не со министерката разговаравме, ако не ќе нека ги вработат во суд за плата. Сите извршители нека понудат за плата, нека работат. Дали сакат или не? Ама ако не сакаат, нека напуштат. Добро, сакам да само една убава вие тема на начнавте. Јас на пример се чудам на пратениците од опозиција, верувајте се чудам. На пример доби од власт еве сега да сакаме некој ред да воведеме, да биде не одма ова. Како може пратениците од опозицијата кога знаат, еве сите тврдиме дека грабеш е направен овој народ, да не осмогнат сили, да соберат симпатии кај народ, да се извинат јавно. Граѓани на Македонија, ние не натера некој тој господин што не натера, видна закона направивме плячка, еве сега јавно ги повикуваме власта да се испереме кај народ, носиме закон за отпис на долгови, за ова, они уште ми глума нешто, не знам што. Не можам, значи опозицијата да ја разберам, не е добро, да е добро е добро. Еве нека одговори. Што сега ми наоѓа таму наводнување, одводнување, ова све ќе ставам у куп опозиција сум да соберам поени политичари сте, политика е упрашање.
Ќе предложам закон отпис на све 3 години уназад со здравје. Еве, власта нека не ве прифати. Па соберите поени, па народ, ама на народот не му е гајле кој ќе помогне. Народот бара спас, прв пат бара спас од некого. Сите до сега го лажеле, го плячкале, го грабеле. Имате историска шанса да помогнете, верувајте на овој народ. Се опростуваат долгови општини. Ристевски, малку конструктивно морам да ја прашам. На градоначалници давате пари. Еден градоначалник дошол, ископал, ставила ствар, другиот ќе да ја става плочки, пропаднала општината, сега му даваме пари. А граѓанинот кој ќе пропадне, нека пропадне. Значи мора да мислите и на граѓаните, верувајте. Више не знаат што прават спогодалени се луѓето. Да прашам, вие не сте задоволни со овие измени што се? Не сум задоволен. Значи како задоволен за овој важ, за Петко важи, за Станко не важи. Претходно пред да дојде новиот закон, велевте мора да се намалат тие трошоци, мора да се. Сега кога ќе дојде новиот закон? Јас мислам за овој за отпис на камати ми зборите. За новиот закон е добар, само што еве заменик мисли нека слуша, мора делот во каматија се намали. Се намалуваат трошковите на извршителите. Адвокатите се сврдуваат, меѓутоа каматата останува. Каматата во новиот закон еве нека потврди дека така е. Каматата си останува висока. Ама не се регулира со овој закон камата. Се регулира со закон за облигационни односи. Ама регулирајте го, значи. Ама регулирајте го. Пред да го донесите законот, сменете го тој закон. Ама ставете го тој закон побрзо, решете го, каматата уште се граѓанинот плаќа. Побрзо, покасно, тогаш е наред. А кој е наред? Наред 2 години ќе го чека. 2019. Убаво, кажете на луѓе уште една година нека плаќаат камати енормни. Еве како што кажа за 20.080.000. Многу велете, имаме приоритети. Нови прашања или мислења од публиката. Констатација. Ружица Попева Наумова од Сдруженијето за заштита на човекови права, на граѓански права НОПА Саран. За жал, не можам да се согласам и не сакам да се согласам со отпишување на камати. Прво, не можам да се согласам со тоа дека јас на приватната фирма БЕК и ние илјадници граѓани кои што не ги користиме услугите на оваа приватна фирма, имаме проблеми со извршители. Ова би значело и за пратеникот и за господинот заменик министер за правда. Ова би значело дека свесно ја прифаќаме основицата. Свесно го прифаќаме долгот, па ајде сега ќе ги отпишеме каматите. Тука е прашањето многу покомплексно. Чинам дека и вие, овде присутните, а и граѓаните, гледачите, многу добро го знаат проблемот околу БЕК. За жал, 5,5 години и година и пол дена со смена на власта се уште ништо не е решено со проблемите од наметнатите долгови и давачки на приватната фирма БЕК. Тука морам да се согласам со Маријан, бидејќи ние, мислам на Ристевски, бидејќи ние имаме илјадници тужби, граѓанин има по 10-15 тужби. Кога сето со фирма со која што поима нема од каде е. Значи 5,5 години не бркаат, никаков договор. Вратен е законот ретроактивно и сега да не повторувам, чинам дека министерот, заменик министерот за правда тоа многу добро го знае, како и сите присутни овде. Не би можела да прифатам такво нешто, сега да прифатам да ми се одбие каматата на приватната фирма БЕК, што треба да ја платам, а не ја користам. Прашањето е многу попроблематично. За жал, ние се повеќе тонеме. За жал, почитуван заменик министер за правда, голема е апатијата, деградацијата, омаловажувањето, подценувањето на граѓаните на оваа држава. Тука морам да, на никој од вас не го спомна односот, освен господинот до мене. Односот на нотарите, на извршителите, на судиите. Тоа е страшно подценувачка работа. И тука би сакала, бидејќи, не знам, господинот пратеник дали е правник, тука би сакала само да подсетам на уставот на оваа држава, на член 11, на член 25, кој што вам, како правник, вие и тоа како добро познат. Би сакала да нагласам дека многу е тешка борбата, борејќи се со неправдата и криминалот кој што ни е нанесен на илјадници граѓани. Не само во областа на БЕК, ова генерално го зборувам. Тука мора да се превземат заменик министре, пратеник Коминов. Овде мора да превземете големи, огромни мерки да се спаси овој народ од тортура и плячкосување. Во спротивно не правиме ништо. Ние зборуваме години наназад заедно со Маријан и со Сдруженијето Човекот над профитот. Години наназад се бориме. Прво мора да се проверат предметите. Значи,
Имаме тука предмети, ние знаеме какво судство имаме и за жал се уште е исто. Во судството нема промени. Прво мора да видиме начинот на работа на нотарите, на извршителите, на адвокатските друштва. Мора да постои ревизија. Мора да постои спас од оваа тортура на граѓаните. Не знам дали вие имате чувство, почитуван заменик министер за правда, дека баш се однесува оној член 11 од Уставот на нас граѓаните. Дека сме заштитени, нели, од такви омаловажувања, малтретирања и така натаму. Ви благодарам. Добро. Имате некое прашање или коментар? Јас ќе искоментирам. Госпоđата даде една оценка дека жале што не е добар овој закон за отпис на камати и го дава примерот на должници кои се по основ на топлинска енергија и кои што имат проблем од системски карактер од закон. Закон, право исто е, мислам, правен проблем. И не се однесува за тие што користеле топлинска енергија, него за тие што не користеле, а се офанати. Така да дава заклучок за закон кој опфаќа 300.000 граѓани должници за еден сегмент на должници кои што ради не соодветноста на уреденоста во законското решение или неговото тумачење и примена, за жал, сега ја викам за жал, една голема бројка на луѓе ги имат проблемите со кои што ја стварно ги осудувам надлежните за се уште нерешавање на тој проблем, што евидентно не може нешто ако не користиш да платиш. Не се слагам со неја дека овој закон не е за отпис на каматите, не е за граѓаните. Тоа е, повторувам уште еднаш, она што максимално се можеше како пратеници да успееме во однос на тешките проблеми на граѓаните, по однос на многу лоши законски решенија. Вие прашате една работа. Еве, ја ќе ви одговорам оригинал. Точно е тоа, лош закон за извршување у 2009 година. Лош закон. Лош по граѓаните лош. Го донела таа влада, што беше 2009 година. Нема тајна тука. По тој закон ги фаворизираше нотарите, извршителите и јавните даватели на услуги. Кратко и јасно. И сега господинот Маријан Ристевски, кој што тоа ноторност на реалност, да речеме, ја популаризира, испаѓа дека она што он го зборе, а нема решенија за таа работа, само критикува, испаѓа дека целта на ова што ни го збориме донесен закон, ја по моје убедување голема бројка на луѓе ќе си видат среќа од овој закон, ќе му се олеснат големи проблеми, многу луѓе веќе настрадаа со малтретирање и финансиски оптеретување со овој закон, но ако некој не е реален и да каже дека овој закон нема да има ефекти, да те ослободе некој од целата камата од почеток до исплата и да те ослободе од 80% од трошковите, некој Маријан Ристевски, сега, не знам од кои причини, таа работа не му се свиѓала. На Маријан Ристевски, ако не му се свиѓа таа работа, например, он може тоа да си го експлоатира за своји потреби и од своји причини да укажува. Но јас му не му кажувам сега. Чекај се извинувам. Кој ви дава на вас, извини малце, кој ви дава на вас за право како пратеници, па не може ни господинот Панче Минов да решава за одводнување и наводнување, а другиот проблем на граѓаните? Зошто? Ја уште ви кажав еднаш во Собраниската комисија, уште тогаш ви кажав, луѓе не го носите ваков законот, донесите комплет закон. Кои сте па вие најпосле па да кажувате на Маријан ќе му го решам случајот, на Славе не му го решавам. И што дека сте пратени и сега мислите Господ сте овдека? Повторно. Пошто така вие реагирате. Што повторно? Како повторно? Преку што? Силување. Па вие кажувате, сте донесе закон, јас ќе кажам. Законот е добар за тие што важи. Зошто не важи за сите? Неосновано зборуваш. Не може да важи за сите. Како? Може да важи за законот. Да не збориме во законот за прекршоци. Верујте,
Зборе на памет, зборе популистички. Што така зборува господине Минов, многу добро знам. Може, ја ќе ви кажам како може. Законот е може би. Може како не може. Може Дали би се е има во ред. воља Ајде да да се се реши? слушаме, ајде да се Дозволете, слушаме. Не може вака види. Закон е може би во ред. Доколку станува збор за реален долг. Парламентарна Значи, демократија. тврдам, овој закон Повелете. не е добар. Добар е за одредена категорија и дискриминирачки овој закон. Ја мислам да го даеме на суд ќе падне овој закон, на уставен. На Па кој? тога На да видам што овој ќе уставен? каже. Не знам Сега, дали ќе тој што падне. е? Не сум Овој сигурна закон дека сакате ќе да ме падне. правите будала мене и цела јавност дека е во ред, дека не е дискриминирачки. Како ги баравте? Вака како што се бира светско првенство, го излекуваме водовод канализација. Вртиме, овој сега дошол. Значи, вие требаше со еден декрет управните одбори на сите јавни предпријатија. Вие викате владата вика пратениците. Јас ви гарантирам, значи, управните одбори немаше потреба се малтретирате 2 години на закон никако не го донесовте. Овој закон што го носевте, само со 2 прста управните одбори на овие фирми барем што ги еве нека не се сите, да даевте препорака. Марија реше на управен одбор во водовод. Крева 2 прста. Сите камати се бришат, се повикуваат граѓаните да платат долг. Можеше тоа така се реши. Зошто филозофии, закони, прво читање, второ читање, па го промашивте, па го преправевте. Први немаше долна. Мислам дека го објасни тоа зошто беше поради причините што беа. Не си прави. Ајде сега малце да ги слушнеме граѓаните. Нека Може би и заврши. добар. Меѓутоа зборуваме за реален долг. А колку имаме виртуелни долгови, немојте ќе ве молам, па вие сте заменик министер за правда и тоа како се среќавате секојдневно со огромни проблеми на граѓаните. Ние знаеме какво судство имаме и за жал, секој во оваа држава и во секоја може да погреши. И нотари, извршители, и не знам адвокати, фирми приватни, БЕК, елем. Судот не смееше, почитуван заменик министер за правда. Судот не смееше да погреши во никој случај кога стануваше збор за нас граѓаните. Вклучително и за оние што не слушаат сега и гледаат пред малите екрани. Тука мора да сте ригорозни вие како власт. Во ред е тоа што не поддржувате, меѓутоа зошто вашата поддршка кон нас што не користиме услуга, не ја кажавте транспарентно, јасно во собрание, да брои собранието, дека да, вие стоите зад овие граѓани. Морате, почитувана господо, ви се обраќате до мора Маријан. да си се обратите Маријан, до кој е граѓаните, Маријан у мора парламентот, да вие си ги кажете. заштитите граѓаните, господо. Владее апатија, владее меланхолија во државата, владее страф од кровот и лебот. Дали знаете? Па отизнајме, за тоа предлагаме овакви закони. Отизнајме, уште од почеток кога стапив на парламентот, го отворив прашањето со превисоките трошкови за извршување. Од почеток и со превисоката камата. За долговите, уште еднаш ќе кажам и пред граѓанството, да не си правиме сцени од типот на Маријан Ристевски, дека некој може со кревање на рака да отпишува долг. Долг е долг, регулиране со закон. Направиле. Рековте сами, во Косово, во Хрватска направиле. Или тие не нозе кревале, не кревале раце. Пошто мене ме провозивате стално. Значи, можело со кревање раце во Косово, донесе така закон, донесе за отпис на долг. Донесе за отпис на долг, а државата го презе долгот. Ама што сака државата нека, значи можело со 2 прста да се реши. Обрат се до државата, на човече, што мене Па вие сте држава, што сте ви? Сите јас сум држава, сите сме држава. Значи некој можел да реши, ние не сакаме. Очигледно не сака да се реши случајот. Уште еднаш ќе кажам, значи многу е битно прашањето на зошто е дојдено до овакви состојби на правна несигурност за предмети од пред 15-20 години. Тоа е прашање и тоа е прашањето најбитното прашање што погрешна примена на судовите на одредбите од застареност. Што трансформирањето на предметите од судовите во нотарите, ако не се правосилни или кај извршителите, не го смета за прекин на застареност. Односно, по тој основ само многу голем број од предметите ќе беа ад акта и немаше да дојде и до пресметување на прекин. Тоа е направено од примената на судство. Ние во судството не можеме да се мешаме. Ние може да донесеме само поинакви закони. Во тие поинакви закони предлагањето е да се намалат трошковите за извршување. Тие трошкови за извршување не е точно дека се неекономични за извршителите и нотарите. Сигурно дека се во ред, но нема да бидат
од таков тип кој што значеше преголемо наплата на трошковите за извршување како до сега. Законот за облигации кажа, мора подхитно да се промене. Подхитно бидејќи таму се решава камат. А делот на долговите мора да се свариме дека има и структура на граѓани кои што редовно се ги исплаќаат долговите, па тие исто ако дојде некој представник од тие че има обратни реакции, нема ова да важи што го зборе, да не го спомнам сега господинот. Спомни зашто? Че важи друго нешто, па што како може да ги само еднострано штитиме должниците, а не и нели тие што редовно плаќале, што го следеле законот и така натаму. Ама ви кажа, значи дали може да се согласиме дека судот е тој, значи дали може да се согласиме дека судот е тој кој што треба да не заштити нас граѓаните. Тука се согласуваме. Уште нешто да ве прашам. Дали, па и вие и за вас, почитуван заменик министер, дали се согласувате дека судството кај нас, јас како правно неук граѓанин, или било кој од нас овде и од овие гледачи што не гледаат, дали можеме да веруваме на ова судство? Ама да бидете искрени, не гледа 1,5 милиони народ. Дали на ова судство можеме да му веруваме? Ајде бидете добро е ако не гледа 1,5 милиони народ за телевизијата е добро. Па толку сме. Видете вака, јас мислам дека можеме да му веруваме на судството. Жалам што се поднасмевнуваме, меѓутоа ситуацијата ни е повеќе од трагична. Воопшто не е ниту иронична, ниту саркастична. Меѓутоа сме сепак живи луѓе, ајде да го разберам тоа. Добро, јас бев 30 години адвокат, значи ова е сега година и пол, сум заменик министер или политичка функција, како што велат. Јас мислам дека можеме во глобала да му веруваме на судството. Сега, тука и таму има секакви пресуди, се можете да прочитате, тоа е точно, ама најверојатно тоа секаде се случува. Сега, вашиот проблем е поинаков проблем. Вашиот проблем не го решава законот на Панчо Минот, нити го решава законов за извршување нов. Вие велите за реалните долгови, ова е вред. Тој е претпоставено и проблем со плаќањето на парното, а не го користите парното. Тоа е, ако не се лажам, прочитавме сега дека регулаторна ќе го реши тој проблем сега преку правилниците и преку... Кога е тоа сега? Па рекоа дека е во тек, значи јас како... Ве разбирам. Ама никогаш не е доста подобро да се реши, него да не се реши. Ако земеме така. Чув дека работат на тоа. И дека ќе се смени тој правилник. Повелете, имаме и нова прашање. Ненов Маријан, но Пасаран. Ако ми дозволите, јас имам неколку прашања да поставам. Првото ќе ми биде до господинот пратеник. Сакам прво да поздравам намерата за некоја група на граѓани да им олесни, значи. Иако сметам да се согласувам и со господинот Маријан дека е до негде и селективна, значи ова би требало да се прошири. А тука постои една друга опасност, односно дискриминација во делот кај приватните компании. Конкретно, еве, ја спомнавме БЕК, ја би ја продолжил исто со БЕК. Тоа се компании кои што биле формирани од одредена владеачка структура, односно подадени стојат некои личности. Имаме конкретно и пример за една наша позната прекогранична побегулја која што формираше оваа компанија. Така да, кога ќе дојде дело за отпис на долговите, се работи за индивидуални долгови, нели имаме опасност да таа политичка структура каже, еве ви список, ова се наши активисти, наши симпатизери, опростите им го долгот на нив. Овие другите не се наши, тие може да ги сотрете. Значи, дали е подобро да таа компанија комплетно го отпише за сите, значи одеднаш, а не селективно да пристапи кон овој проблем? Долгот или каматите? Каматите може да биде, да. Вас ве прашам. Дали е правилно? Дали е подобро комплетно, како за еден, така за сите да биде, а не поединечно од случај до случај да решават за отпис на каматите? Овие приватни компании. Па јас го кажав, не сте ме разбрале, дека се решава општо. Она носи одлука дека се согласува за отпис на камата. Кога ќе донесе општа одлука, како општ акт, тогаш секој поединечно што го има исполнетост на исплата на главниот долг и трошоци за извршување се јавува со барање и му одговарат со решение за отпис на камата и тоа се доставува до нотарот, односно до извршителот. Значи секој граѓанин што ќе ги исполни овие услови и ќе се обрати до таа компанија, ќе му биде откажана каматата, така? Во ред. Другите прашања мисле до заменик министерот. Јас малце ќе навлезам во
системот, односно тој систем кој што се градеше изминатите 10 на години, јас не би го рекол дека е правичен, тој е неправичен, монструозен правен систем кој што беше донесен, каде што граѓанинот уште од почетокот е крив. Значи ние не сме невини и не треба да се браниме, да браниме нашата невинност, туку ние треба да докажеме дека сме невини уствари, а не компаниите да докажат дека сме виновни, односно не сме платиле нешто. Така да, например, убаво рече господинот Маријан Рицински дека нотарите ги направивме судии. Прво, кога ќе дојде некој предмет, барање од некој доверител, кај нотар, дали е нотарски платен налог или предлог за извршување, тогаш нотарот му даваме одврзани раце да одлучува. Односно, доколку граѓанинот не даде приговор, нотарот одлучува дека граѓанинот е крив. Без разлика дали граѓанинот ќе биде правилно информиран и ќе му биде извршена вистинска достава за овој предмет или нема да биде информиран, значи доколку не даде приговор, тој е веднаш крив и тука нотарот му пресудува на граѓанинот. Понатаму, тука имавме еден обид од страна на парламентот во 2016 година со донесување на еден член во Законот за нотаријат, а тоа е член 68, дури на граѓанинот да му се трне правото, значи да нема право да се брани доколку нема адвокатски печат. Тука имавме неколку исклучоци, меѓутоа тоа беше дискриминирачки направено. Интервениравме ние на едната расправа сега за Законот за извршување, каде што министерката навистина беше шокирана како судовите си ги толкувале овој член 68 о Закон за нотаријат, каде што судот го одбива приговорот на граѓанинот, иако имаме сметка од 1500 денари за, например, за грејење, а границата е до 6000 дека може без адвокат да го направи. Сега е 6000. Сега ќе треба, мислам, 15 да биде. Да, 15. Да, 15. Меѓутоа, тоа не важи за доверителот, односно за компанијата, а важи дека мора да има адвокатски печат за граѓанинот. Значи, тука е првата дискриминација. Ние имаме предмети каде и од основен 2 се одбиени овие приговори, основен 2 Скопје, а имаме предмети кои што се одбиени, значи жалбите од апелација. Па прашањето ми е дали Министерството за правда ќе се позанимава со овие судии кои што ги одбеле овие приговори, овие жалби, односно тука ние сме ги информирали председателот и администраторот на судот, меѓутоа тие никогаш не биле во корист на не настапиле во корист на законот и на граѓаните што се однесува до нашите случаеви. Така да дали министерството ќе сака да ги разгледа овие случаеви, ние радо би дошле да ви доставиме докази за ова. Еве да почнеме од крајот. Министерството за правда нема никаква надлежност врз судовите и работата на судиите. Значи за тоа мора да се обратите до судскиот совет. За работа на одреден судија во одреден предмет со представка само во судскиот совет. Апсолутно никаква надлежност нема Министерството за правда према третата власт, према судската власт. Дали тоа значи дека и злоупотребата на судските печати, кај што се датирани илјадници печати, значи Министерството за правда нема да делува ништо во овој Не може да делува Министерството за правда. Тоа е мешање на извршната власт во судската власт. Иако судската власт не функционира спрема законот. Не ме разбирате или не сакате да ме разберете? Три власти се. Тогаш извршната власт не се меша во судската власт. Ако до сега се мешала 10 години, сега не се меша во судската власт. Тогаш како ќе коментираме например работата на нотарите, имаме одредена група на нотари. Значи тоа е друго. Кај нотарите е друга приказната. Кои што прифаќале лажни документи, кои што немаат ни потпис, ни печат од одредена компанија и управител нејзин, ги прифаќале за веродостојна исправа и ги проследувале до Основен суд 2. Нотарот е прво должен да препознае дали има веродостојна исправа или не. Па ако има веродостојна исправа и има приговор од граѓанинот, тогаш да го проследи предметот до Основниот суд. Меѓутоа во овој случај група од 15 до 16 нотари го злоупотребила ова, значи си дале сами на себе некое властување и рекле да, овој лист хартија е веродостоен документ, веродостојна исправа и сега мораме понатаму да го процесираме делото, а нема да го одбиеме, иако граѓанинот го барал тоа од самиот нотар со посебно барање покрај приговорот. Значи, дали Министерството за правда ќе сака да се сретне со нас и ние да му го кажеме конкретно овој проблем и оваа група на нотари да ги стакнеме, каде што бараме да се санкционираат, да им се одземат лиценците, да се поведат дисциплински постапки, да им се одземат и гаранциите, мислам од 50.000 евра кои што ги има дадено и да престанат повеќе да функционираат бидејќи направиле дела спротивно на законот. Значи,
Потполно иста состојбата како за господинот кога одговара на неговото прашање за извршителите. Кај нотарите, Министерството за правда врши редовната и вонредната контрола врз нивното работење. Значи, слободно, ако имате одредени предмети каде што тоа е констатирано за одредени лица... Стотици предмети има, да. Добро, За 15 до 16... Колку и да се, према одредени нотари. Вие сте требале до сега да ги процесуирате? Ние ги процесуиравме во комората, нотарската комора, меѓутоа нотарската во комора си ги Министерството штити за правда, своите колеги кои што работат спротивно на закон. Се е тоа вред? Се е тоа вред? Еве би сакале состанок со вас, значи состанок со вас би сакале, Не е ако проблем. се согласувате, каде што Знаете ќе ви го дека објасни на овој Сум случај. отворен за состаноци, сме Втората се сретнале група, до сега. каде што мислам дека имате ингеренција, тоа се извршителите. Конкретно се работи за оние извршители кои што кога ќе дојде некој налог за извршување, веднаш пристапуваат кон блокада на сметки. Значи имате такви неколку извршители и тоа масовно се прави, дури ние мислиме, односно се јавува сомнеш дека тој извршител на некој начин е поврзан со одредени банки, бидејќи банката највеќе профитира, по 2.500 денари профитира банката од блокада и деблокада на неодредена сметка и оваа група на извршители можете многу лесно да ја најдете кога ќе видите кои извршители највеќе блокирале сметки на граѓани. Значи веднаш чим дојде тој блокира без да поведе сметка дали живосно го загрозил граѓанинот, дали граѓанинот сака доброволно да си го плати долгот, туку тој веднаш му е блокиран. Оваа група од 5-6 би рекол топ, значи извршители, мислам дека треба Министерството за правда да ја санкционира, исто на начинот како што го кажав претходно за нотарите. И овие се најголем дел од нив се на улица Ленинова, значи таму може да ги лоцирате. Еве и за тоа бараме средба со Министерството. Новиот закон го Министерството регулира тоа, вака само сега. ај кажи. Значи да, го регулира. Меѓутоа еве вака кратко да објаснам. Велите ве блокира иако можеби граѓанинот сакал доброволно да го плати долгот. Значи рокот за доброволно плаќање е рокот кој е претходно даден од 8 дена пред да стигне ке извршител предметот. Кој ќе стигне ке извршител, веќе де факто вие немате на еден начин доброволно. Тоа е присилно извршување на парите. Ова околу парите, јас мислам дека прочитавте финансии со банките, ја го договори на доместокот. Тој нема да биде 2.500 или колку бил до сега. Варирал од банка до банка, максимумот бил 2.500 денари. Сега е сведен на минимално ниво и тој договор е постигнат во Министерството за финансии. Банките се согласиле. Сега не знам, Тоа е за сепак поздравување. не е во мојот ресор надлежност, во која фаза е, дали е Ние бараме спогодба, одговорност од она што до сега како е. било. Значи ние ги направивме милионери тие извршители. Не можете да се враќате веќе назад. Конкретно имаме случај кај што граѓанинот не знае дека има долг, не е информиран нити од нотар, нити од извршител, немаме правилни достави значи до нив. И Тоа е тогаш дознаваме, јас Тоа е имам случај надвор од државата, мене ми ја блокираат сметката, картичката, не може да се вратам назад. Треба да умрам негде по тугина. Лазовски Слободно телефон можете да за доставите, почес- кој ќе се видиме, ќе ми ги доставите. Најнапред Ве околу чувам. блокирањето и деблокирањето, отворањето на сметка е без пари, а деблокирањето е со пари. Чудна работа, нели, чудно однесување на деловните банки, но ми се чини дека сепак на тоа малку кумува и законот за платен промет, кај што не прави разлика меѓу присилно извршување и присилна наплата. Присилната наплата е само за даноци, а ова станува збор за присилно извршување. Но тоа се прашања надвор од законот за извршување и полека мислам дека ќе се околу ова интервенцијата на адвокатите што беше. Зошто е таа така? Имаше иницијатива на пред Уставниот суд, Уставниот суд рече не е отврли таа иницијатива, рече заради правната сигурност на граѓаните мора да учествува адвокат. И нема тука што. Кај нотарски, да. Кај извршителските обратно. Усвои иницијативата и ги тргна. Дали од Министерството за задолжително правда може да учество. даде објаснување, да им појасни на основните судови и на апелација како да го применуваат овој член 68, бидејќи очигледно е дека судот своеволно на друг начин си го толкува овој член 68. Јасен е членот 68, Не е нема што јасен, да не е дискутираме буквално, за значи него. не е јасен ова. Судот си го толкува поинаку врши дискриминација врз основа на Еве граѓаните. ви ги измените, сега ги имате, нели? Сами знаете за бројкиве, ги кажавте сами дека се Тоа е качени само
дека се качени лимитите, нели? Тие бројки не важат за граѓаните, само за компаниите важат. Така го толкува тоа судот. Ќе ви го донесеме тоа црно на бело. Во решенија. Во решенија го има тоа. Одбиени сме за сметка од 1000 денари сме одбиени бидејќи немаме адвокатски печат. Основниот суд 2 и апелација нема веќе адвокат, готово. Ама до сега каде е одговорноста на тие суди? Во предлогот прво читање на пројде се уште второ читање за 15-20 дена, тој ќе биде изгласан. И дали ретроградно ќе ни се вратат и заврши тоа што било? Дали ретроградно ќе добиеме можност да се браниме на суд или ќе бидеме осудени? Важење тоа што било од денеска, од усвојувањето. Дури и уставот кажува дека ако законот се донесе во корист на граѓанот може да дозволува устав. Дозволува устав. Не дозволува. Благодарам. Да, имаме уште некој од публиката, повелете. Да, добро. Повелете ви. Спасо Марковски, исто така член на Сдруженијето на ОПСР. Да, само ќе молам малку со пократки елаборации, побрзо да одиме, пошто веќе... Внимателно ги следев до сегашниве дискусии од сите учесници во дебатава. Лично го поддржувам во смисла на овој закон, неговата добра намера. Добра намера да се помогне макар на дел од населението во Република Македонија, но белата патот до пеколот е поплачен со добри намери. Се обидувам да најдам разбирање и поддршка за сите, но сите имаме своји различни интереси, како граѓани, прволични, а потоа и заеднички и така натаму. Го разбирам и господинот Ристевски, зашто реагира, и доаѓам до заклучок дека на крајот на кричката, веројатно ќе треба, како што кажа господинот Минов, во наредниот период да се пристапи кон некои корекции и интервенции во законот, со цел, и јас би апелирал да се земат во предвид апсолутно сите овие забелешки што произведува, посебно од господинот Ристевски. Во однос на самите извршители, кажани се многу работи, нема да кажам ништо ново. Многу дано се размислува и јас сум се занимавал со таа идеја. Значи, дали е направена темелна анализа за целиот период од постоењето на извршителите, односно од преземањето на оваа функција од судовите? И какви се тие ефекти? Колку извршители имаме? Колку дела? Веќе вие споменате некои проценти таму без основа на податоци, рековте што се добиени. Меѓутоа, оние податоци кои го привлекуваат вниманието на јавноста е тоа дека, баре во текот на минатата година, имало, не знам, 25 или колку извршители кои заработиле милионски износи во евра изразени. Прашањето е многу едноставно. Ако вработите 50 луѓе во судот, кои ќе извршуваат иста дејност како што претходно беше, еве ви 50 луѓе да им дадете одлична плата и придонеси да им платите и да си ја вршат работата онака како што треба. Како што треба да биде крајно професионално и контролирано. Очигледно дека Министерството за правда или сите други органи кои имаат своја надležност за постапување не си ја вршат работата како што треба. Од тука проистекуваат и големиот број на поплаки во постапувањето на извршителите. Веќе имаме судски пресуди каде што се констатира повреда на законот и тоа можеме материјално да го потврдиме. Прашањето беше дали ќе поддржат нов модел по кој што би вработиле извршители во судовите, ако добро ве сватив. Видите, значи резултатите се поразни. Резултатите се поразни. Знаете, во суштина никој... Тоа комплетна промена би било на нешто. Дали се размислува за такво нешто? Моделот нема да се менува, а тоа што господинот го каже, затоа е тука Панчо Минов со неговиот закон. До 2006 извршувањата беа во оделението за извршување во судовите и настанаа проблемите што настанаа. Верувајте ми, таму настанаа проблемите. Дали гледате шемата, дали го препознавате сценариото, со кое? Должникот, кој еднаш влегол да биде должник заради бројни околности, дека не може да се ослободи од тоа робство. И на крајот ќе дојдете до сознание порано или подоцна сите вие и во извршната и во законодавната власт дека мора да се направи рез. Јас не сум стручен, не сум ниту правник за да можам да би посочам, иако можам и некои своји идеи да ви изложам. Меѓутоа не може. Гледате дека ако една залегол во долг, тоа исто како и со кредитите во банките со овие дебитни картички и како сакате. Тоа е цело сценарио, еден комплекс на области каде што се случува ова. И граѓанинот не може да излезе од робството. Тој не може да плати ниту долгот, ниту пак каматата. Добро, благодарам.
И имам уште малку само да прокоментирам, ако ми дозволите. Зар мислите дека логото на Но Пасаран е случајно избрано? Граѓани кои не се потрошувачи, според ниту еден правен акт во оваа држава, ниту според Уставот, ниту пак според меѓународно ратификувани договори со Собранието на Република Македонија, се задолжуваат да плаќаат нешто, зашто апсолутно не се должи. Вие сте правник, односно адвокат, сега вршите функцијата на заменик министер. Јас се чудонебдив пред малку тоа што го слушнав во два наврати. Вие последно што го кажавте е дека со подзаконски акт ќе се уреди правото наше дали ќе плаќаме или не. Тоа е нонсенс, тоа е спротивно на одредбите од член 8 од Уставот, каде што вели да завршам за правда прво. Тоа што го чувме по порталите, дека во вас очекувам, теке таа постапка. Господине Ристовски, очекуваме од вас решение. Сите вие мора да бидете дел од решението. Во спротивно станувате дел од проблемот. Да. Ние бараме решение да ни понудите од вас. Видете, од и во тој контекст ја го почитувам да се направи тоа решение во регулаторната комисија. Со гледа дека она решение. Меѓутоа, ваква изјава не смеете да дадете. Ова што вие го кажувате, ни го каже еден поранешен председател на второстепен суд. Зар мислите дека сме ние, ако не сме правници, дека сме тотално неписмени? Па има интелектуалци меѓу нас, паметни луѓе кои се и способни и разбираат, знаат да го искажат и знаат што сакаат да побараат. И кај вас сме се обраќале. Имав една средба. Се обративме по писмен пат. Еве, барам конкретен одговор. Да извршите вонреден инспекцијски надзор кај еден поранешен председател на Нотарска комора. Ви дадовме материјали. Добивме одговор. Поранешен председател? Нотар или не? Нотар, апсолутно, во ваша надлежност. Добивме писмен одговор дека сте испратиле писмено да ви одговори тој. Па вонреден инспекцијски надзор не се врши така. Пред малку кажавте, упаќате, затворате брат и вршите. И што констатирате? Одиме редовно на вонредни инспекцијски надзор, не е точно. Го имаме како одговор. Ако сте барале одреден одговор на ваше прашање, да, може да иде по писмен пат. Не одговор, туку да извршите вонреден инспекцијски надзор. И вие тоа не се го направите. На вонредни инспекцијски надзори. Како не? Се оди, значи на вонредни надзори. Да, ама побарање, а вие тоа не сте го направили. Побарање за конкретен предмет, кај конкретен извршител. За конкретни предмети, кај конкретен нотар со кривична пресуда. Ако е ваш предмет, осуден на на тој што казна бара, затвор. не можеме туѓи предмети да гледаме, сега да се разбереме. Нели условна казна. Знае јавноста за кого се работи. Не можете вие како носители на јавни функции, се едно дали сте именувани или избрани, имате вие права, ама имате и обврски и најбитното, имате одговорност. Вие сте бар во секој закон, еве сите овде кои сме, еден голем дел од гледачите, од нас се бара одговорност, одговорност со плаќање пари. Тоа е одговорност. А дали имаме обврска за тоа? Вие тоа не сакате да го решавате или не го решавате? Па за мораше да помине 6 години и повторно со подзаконски акт да се уреди. Па толку се јасни експлицитни законите во оваа држава, почувајќи од мораме да привршуваме, имам уште една мал ремарка тука. Повелете. Еден одговор да дам. Сметам дека е многу добра дискусија со коментар и мислам дека ја погоди суштината. Дори и целта на оваа емисија, тоа е дека може да извлечеме заклучок, дека постојниот закон што е за отпис на камати, кој во суштина е во интерес на граѓаните, должници, има потреба да се надополне во делот на опсегот на опфат на предмети за уште некои услуги кои што се од карактер на јавни услуги или услуги од јавен интерес. Втора работа. Јас релацијата што ја кажавте многу ме погоди, затоа што ние треба да бараме решенија, викате. Одговорност за изноѓење на решение. Во тој случај испадна неприметено овде кај вас како кворум и во соговорниците кажав дека паралелно со овој закон, паралелно со спремноста за измена на опсегот за негова целовитост, а тоа се уште 2-3 услуги, не е така помпезно како што се представува, имаме постапка за ослободување од делот на долгот по основ на електрична енергија. Се работе за голем број на
предмети само во Основен суд Скопје 1 од аспект на 150.000 предмети по евиденција на Евана. Јас сум спремен, веќе иницијативата ја поднесоме. Веќе во четврток на седница ме предухитрите, ми е пратеничко прашање до владата да се посредува, да се изнајде на расположението на Евана, расположение на јавниот сектор, да и покрај камата се изврши ослободување и од долгот по основ на електрична енергија, што е најголем број на предмети. Делот на другите долгови. Јас реков, како пратеник, мојата капацитетност е да по такви прашања, бидејќи имат финансиски импликации, да е предметноста локацијски кај владата. Но, ја еве давам јавен збор и се обврзувам. Ако владата не покрене за старите долгови дел на донесување на закон, јас заедно со група на пратеници сум спремен да во отсуство или одлагање на донесување на закон за решавање на долговите, да исто бидам предлагач и на предлог закон за отпис на долговите. Благодарам, повелете. Да, Александар Тодоровски од Скопје, тука сум во својство на загрижен и засегнат граѓани. Се согласувам со господинот заменик министер, два пати кажа во вечерашната дискусија дека со многу бука не правиме ништо. Затоа мислам дека треба да ги поедноставиме, симплифицираме работите. Државата, вашето министерство има и капацитет и ресурси, но не гледаме ние тивкото мнозинство, граѓаните, дека има волја нешто да се стори, работите да се помрднат од мртвата точка. Оваа вечерашна дискусија ме потсеќа на таа Шекспировата Much ado about nothing. Значи, многу врева за ништо направивме ние тука вечерва. Европјаните се интелигентни луѓе и они точно ги детектирале каде лежи зајакот во Македонија. Значи, едноставно. Поглавје 23, точка. Поглавје 24, точка. Прибе, точка. Ве повикувам, господин заменик министер и вашата влада, да испорачате резултати веднаш. Не утре, задутре, од денеска, од овој момент, да испорачате резултати, затоа што како иде таа? Time is ticking away. Благодарам. Добро. Ако можеме. Тоа беше овакво, повелете, Марија. Да, бидејќи се спомна лични квалификации, значи јас пред цела македонска јавност тврдам дека немам никаков долг према ниеден доверител. Јавен долг, главен долг, све ми е платено. Дури имам предплатено, што се плашам овој закон што сега го оспоруваме ние, ја кажа во кој дел е добар, дека ќе створи таква забуна кај граѓаните. Јас на пример имам платена сметка во топлификација, стара топлификација, однесов дека е платена, меѓутоа ме оптужиле и платив камата, не може, значи јас сум платил камата. Можете да мислите. За платена сметка среќа ја најдов. Само еден апел од дека до граѓаните вечерва. Ја ќе ги држам за зборот и пратеникот и заменикот министер. Се плашам ја дека ќе бидам пак во право. Граѓаните кога ќе отидат, првин ќе биде многу проблем, верувајте, исто доставата не може да ги најдат луѓето кој првин ќе каже кој дожи во држава пред 20 години. Не се повторуваме. Граѓаните значи да побараат. Не, добро вие се кажавте, барем прифатите дека ќе побарате нов закон, пред закон, добро. Значи има нешто од емисијава корист. Па нешто прифатите. Вашето повтарање девалвира. Вака значи, ова не сум го кажал до сега. Граѓаните кога ќе одат кај доверителите, кога ќе добијат покана, да побараат на увид тужба во пишана форма, не дека се тужени во системот. Повторно се враќаме назад, зашто е нашиот револт према овој закон. Тврдиме дека повеќе од предмети што ќе ги плаќаат граѓаните не треба да ги платат, ако се вични, еве ние како синдикат со нашиот правен систем, правници им стоиме на располагање. Значи да дојдат и да направат увид дека тврдиме со овој закон ќе се легализира нешто што требаше да се фрли во корпот. Ајде да ги видиме уште поентите на вечерашната емисија. Вие вашата мислам си ја кажавте на сега. Луѓето останати беа овој период кога не ги плаќале сметките, немале пари. Од денешка избркани на улица. Цели фамилии, деца школо, каде да платат? Кој не сака да плаќа? Кој? Во правниот сообраќај се воведе една сигурност меѓу договорните странки, во која што застареноста ќе биде многу битен фактор на правната сигурност во сообраќајот помеѓу две договорни странки. Има и предлог закон во кој вели сите долгови кои се пред 2014 година со закон да се прогласе застарување. Токму овие во кои
Со законот за облигационите односи, рокот на застарување е 1 година. Десетици илјади предмети, да бидам попрецизен, влегува наеднаш кај извршителите. Не знам ни колку е успешноста, мислам дека е минимална на нивната наплата. Споро одеше извршувањето, се таложија само каматите и трошоците и природно дојде до овој закон. Добра идеја, одлична идеја на пратениците. Да, тоа беа поентите на вечерашната емисија. Мислам дека немаме потреба повеќе да се повторуваме. Јас ви благодарам. 80.000 граѓани блокирани. Тоа се 300.000 граѓани, 80.000 семејства пута 4 320. Добро, да се надевам дека тоа со новите закони кои што за кои што дебатиравте вечерва, со кои дел се согласувате, не се согласувате, ќе се надминат дел од овие состојби, а можеби нема, ќе видиме за некоја месец повторно ќе ве свикам во истиот состав, па ќе видиме што и како е направено. Почитувани граѓани, публика, ви благодарам што бевте вечерва тука и што бевте активни. Се разбира и на сите дискутанти што учествувавте во оваа емисија. За крајот само имам една вест да прочитам, тажна вест. Почина драматургот Горан Стефановски во Англија, во местото Кентербери, на 66 годишна возраст. Почина познатиот македонски драматург Стефановски, кој е роден во Битола на 27 април 1952 година, македонски драмски писател. Веста дојде пред малку, па имавме должност да ја објавиме. Почитувани гледачи, останете со програмите на Телевизија 24.